што работат различни земји во спроведувањето на медицинските истражувања, мултицентарските истражувања за ефикасноста на нова терапија, формирање на меѓународни мрежи на изврсност, наложува воведување од универзални етички принципи и законски регулативи на глобално ниво, кои подеднакво ќе ги бранат интересите на сите популации и малцински групи, дигнитет и почит на основните човекови права за сите луѓе. Тоа е пред се поради можноста за нееднаква дистрибуција на учесниците во студијата, ризиците од медицинските истражувања да падна на товар на малцински групи, популации, земји во развој или земји кои што се уште немаат прифатено соодветни етички норми на национално ниво, од една страна, а да бенефитите од истражувањата се користат во високо развиените земји. Историјатот секако потекнува од периодот на Втората светска војна, кога нацистичка Германија спроведува кампања на чистење на германското општество од лица одбележени како биолошка закана за чистата германска раса и националното здравје. Нацистите со помош на лекари, генетичари, физијатри, антрополози ги воведуваат расните здравствени полиси, чија што имплементација доведува до масовна стерилизација на луѓето, а воедно и до речиси целосно истребување на малцинските групи во Европа. На 9 декември 1946 година Американскиот воен трибунал во Нирнберг ја отвара кривичната постапка против 23 водечки германски лекари и администратори за нивното доброволно учество во војните злосторства на нацистичка Германија и злосторствата против човештвото. Обвинатите во овој случај се обвинати за убиства, тортури и други злосторства извршени во име на медицинската наука. Жртвите се бројат со илјадници. Друг пример на неетичко медицинско истражување кое што е спроведено во период и од 40 години е во Туксеги, Алабама, САД, експериментот со сифилис, спроведен на 600 афроамерикански мажи, од кои што 400 биле инфицирани со сифилис и биле следени со цел да се утврди природниот тек на болеста. Понудена им е здравствена нега, но не и третман пеницилин кој што успешно би ја сузбил болеста. Повеќето од испитаниците умираат во текот на студијата и студијата е запрена со сознание во јавност 1973 година, а председателот Клинтон 1997 година се извинува на испитаниците и членовите на нивните фамилии. Уште еден пример на неетичко спроведено тестирање за лек талидомид, кој што како седатив се воведува 1956 година и се сметал за лек со исклучително олеснувачко дејство при инсомнија, настинки, главоболки. Неговото дејство никогаш не било испитувано на опитни животни, меѓутоа никогаш на трудници. Во тој период, употребата на лекови за време на бременоста не била строго контролирана, а лековите не биле темелно тестирани за потенцијалната штета врз фетусот. Додека првично се сметал овој лек за безбеден, лекот е одговорен за тератогени деформитети кај деца родени откако нивните мајки го користела за време на бременоста и доведува до смрт на приближно 2000 деца, а сериозни вродени дефекти кај повеќе од 10.000 деца. Историски гледано, основите на сите денеска важечки принципи лежат во Нирнбергскиот кодекс. Овие етички насоки се поставени во текот на судските процеси спроведени во Нирнберг 46-47 година, а кои што се однесуваат на нацистичките злосторства на човештвото од страна на лекари доктор Страйл. За време на судските процеси одбраната излегува со став дека не постојат национални и меѓународни регулативи или изјави со кои што би се укажало на разликите помеѓу легалните и нелегалните истражувања со луѓе. Како резултат на овие ставови, доктор Лео Александар, медицинско лице вклучено како експерт во судскиот процес, дефинира кодекс од 6 точки, а дополнително судот го дополнува до 10 точки
етички норми кои што мора да се задоволуваат при спроведување на медицински истражувања во кои што се вклучени луѓе. Тоа е Нирнбергскиот кодекс, во кој што се поставени основните принципи и кои што е потребно да бидат запазени при спроведување на медицински истражувања со луѓе. Во кодот се вклучени најголем дел од денешните етички побарувања, меѓу кои што е избегнување на непотребното страдање, смрт или сериозни повреди не смеат да се дел од очекуваните исходи, проценка на ризикот наспроти важноста на проблемот, научната валидност на студијата, како и можност за повлекување на учесникот од студијата во секое време. Основен принцип на кој што базира Нирнбергскиот код сушност е доброволно дадената согласност за учество во студијата. Меѓутоа и покрај јасно дефинираните опаства за етички норми во медицинските истражувања во Нирнбергскиот кодекс, забележани се нивни непочитувања при спроведување спроведени медицински истражувања во 50-тите, 60-тите години, како што е примерот со експериментот со сифилис. Преди тоа 1964 година Светската медицинска асоциација одржана во Хелсинки, Финска, на состанокот доведува до се дефинирани и усвоени упатства за лекарите во медицинските истражувања во кои што се вклучени хумани субјекти, вклучително и истражувања на идентификувани човекови материјали и податоци. Овој документ континуирано подлегува на измени и дополнувања и основата на Хелсиншката декларација базира на принципот. Лекарската професија и мисија е да го обезбеди здравјето на луѓето. Значи, лекарот има должност и обврска да го унапреди и штити здравјето, достоинството, интегритетот, правото на самоопределување, приватност и доверливост на личните информации на субјектите кои што се предмет на истражувањето. Мора да обезбеди добросостојбата на поединецот и да заштити поединецот, односно ранливата група на поединците. Дополнително 1979 година се дефинираат и Белмонтовите принципи. Извештајот на Белмонт е еден од најважните документи во етиката на медицинските истражувања, кој што е одговор на притисокот на јавноста и осудата за сериозното лошо однесување по истражувањата. Извештајот во Белмонт обединува три основни етички принципи, од кои што првиот етички принцип го опишува концептот на почитување на лицата. Според извештајот на Белмонт, поединците треба да се третираат како автономни лица, а лицата со намалена автономија имаат право на заштита. Вториот етички принцип е биди добар. Концепт на благодет, кој што значи не повредувај и минимизирај го ризикот наспроти максимизирање на бенефитот од спроведените истражувања. И биди праведен, be fair, праведна дистрибуција на ризиците и придобивките од истражувањата. Врз основа на овие три принципи, во Соединетите Американски држави во 1974 година се воведуваат и законски регулативи со кои што се остваруваат условите за спроведување на етички медицински истражувања. Тоа е Националниот истражувачки акт и овој закон е најчесто прифатен и од други земји, посебно оние кои што спроведуваат медицински истражувања во соработка со институции од Соединетите Американски држави или поднесуваат проекта за истражување пред американските научни фондови. Меѓутоа, потребата од дефинирање на етички принципи во медицината со поширока интернационална перспектива доведува до објавување и на добрата клиничка пракса, сублимирани упатства кои што представуваат етички научно квалификуван стандард со кој што се дефинираат начините на дизајнирање, спроведување и евидентирање на истражувања во кои што се предвидува учество на хуманите субјекти.
И исто така, 1993 година објавени се и меѓународните етички упатства за биомедицински истражувања, развијани од страна на Советот на меѓународни организации и медицинска наука во соработка со Светската здравствена организација, што се надополнуваат 2002 година. Сите овие сублимираат 4 основни етички принципи кои што е неопходно да се спроведуваат при секое медицинско истражување во кој што се вклучени хумани субјекти. Това е првиот етички принцип е автономност и почит. Почитта кон лицата вклучува најмалку 2 етички убедувања. Прво, дека поединците треба да се третираат како автономно независни личности со право на самоопределување. И второто, дека лицата со намалена автономност имаат право на заштита. При што под автономна личност се подразбира лице кое што е способно да размислува за личните цели и да делува во насока на таквото размислување. Да се почитува автономијата значи да се даде тежина на размислувањето и ставот на автономните лица како и слободен избор за нивните постапки. Недостатокот на почит кон автономноста на одредена личност значи да му се ускрати на поединецот право на слободно одлучување и постапување. А прикривањето на информации неопходни за да лицето донесе одлука исто така се кочи со етичките норми. Сепак не секое лице, човечко суштество е способно за самоопределување. Капацитетот на самоопределување созрева во текот на животот на една индивидуа, но некои лица го губат овој капацитет целосно или делумно заради болест, ментална попреченост или околности кои што строго ја ограничуваат слободата. Затоа е неопходно заштита на овие лица и одлука да се донесе од страна на старател, одговорно лице за нив, за да се продолжи во студијата. Вториот етички принцип, кој што е поврзан со третиот, добробит и незлонамерност, со лицата се постапува на етички начин не само со почитување на нивната одлука и со заштитувајќи ги од штетните последици, туку и е неопходно да се вложат и напори да се обезбеди нивната благосостојба. Уврска на лекарите и истражувачите е да се грижат за добробитта на учесниците во студијата. Во оваа смисла дефиниран е и општиот етички принцип на незлонамерност со 2 општи правила: не штети и максимизирање на можните придобивки и минимизирање на можните штети, ризици од студијата. И праведноста, кој треба да ги добие придобивките од истражувањето, а кој да го сноси и нивниот товар, ова е прашање на правда, која што укажува на 2 потреби: рамноправна или фер селекција на учесниците во студијата и второ, еднаквост во дистрибуција на тежината од истражувањето и придобивките. Тие се 4 основни етички правила кои што мора да се спроведуваат при секоја студија, меѓутоа секако постојат и бројни други. Јас ќе наведам неколку, како што е пред се научната валидност на студијата, која што мора да е од суштинско значење за унапредување на знаењето и добробитот на човештвото. Принцип на волонтирање и информирана согласност, доброволната, значи согласност на учесниците во студијата, принцип на неексплоатација на лицето кое што би се вклучило во студијата мора во целост да му бидат истакнати сите бенефити, но и ризици од учеството во научната студија. Принцип на приватност и доверливост, сите записи за идентитетот на учесниците во студијата мора да се чуваат во доверба. Последователно, принцип на внимателност и минимизирање на ризикот се води соодветна предпазливост и проценка да се обезбеди минимален ризик за субјектите кои што би се вклучиле во истражувањето. Не се дозволени никакви неповратни ризици при спроведување на одредена студија. Професионална компетентност во секој сегмент и фаза на истражувањето мора да го спроведуваат компетентни и квалификувани лица. Принцип на отчетност и транспарентност, истражувањето мора да се спроведува честно, транспарентно и непристрасно. Во однос на дистрибутивната правда, истражувањето се спроведува за бенефит на целото општество, а не само на одредена привилегирана класа.
принцип на јавен домен, дека резултатите мора да бидат објавени во јавен домен преку објавување на научни или други публикации согласно важечките закони. И принцип на целосност и одговорност, одговорност на секое лице кое што е директно или индиректно вклучено во истражувањето. За таа цел, за да се обезбеди придржување кон принципите утврдени во овие упатства, политики или законодавства, неопходно е преглед и постојано мониторирање на истражувачките активности. Одговорноста за заштита на правата и безбедноста на учесниците во истражувањето е дејност на етичките комитети. Истите се формирани со подпишување на националниот акт на истражување во Соединетите Американски држави во 1974 година, влегувајќи во законската регулатива, е овозможено формирање и на Националниот комитет за заштита на хумани субјекти, учесници во медицински истражувања, со основна должност да ги идентификува основните етички принципи во кои што треба да подлежат сите биомедицински истражувања во кои што се вклучени луѓето, како и примероци од хумано потекло и податоци од хумано потекло секако. И да дефинираат насоки кои што треба да ги следат сите научно-истражувачки проекти за да бидат запазени основните етички норми во секое истражување. Овој концепт го имаат прифатено најголем дел од земјите, имаат формирано етички комитети кои што може да бидат на државно ниво како регулаторни тела, може да се институционални во рамките на болници, истражувачки институции и универзитети и функционираат во рамките на самата институција или пак како независни етички тела кои што не се дел од ниту една институција, меѓутоа делуваат во склад со регионалните или национално дефинирани норми и закони. Структурата. Етичките комитети представуваат независни тела кои што се составени од медицински лица, но и лица со немедицинска наобразба, меѓутоа со квалификација и искуство во евалуација од областа на медицината, науката и етиката. Тие треба да се добри познавачи на националните и меѓународни законски регулативи и етички норми на кои што подлежат медицинските истражувања, да се обучени за процесот на оценување и евалуација и да имаат познавање за социјалните и културни аспекти на популациите вклучени во истражувањата. Основна должност на етичкиот комитет е да ги обезбеди правата, безбедноста, добробитот на учесниците во студијата и заштитата на ранливите групи. Да спроведе комплетен преглед и евалуација на целокупната документација која што е поврзана со предлогот на истражувањето пред и во текот на сите фази на истражувањето и да ја потврди научната вредност на студијата, како и изработката на студијата во склад со националните закони и меѓународни етички норми. Во случај на меѓународни студии, етичкиот комитет мора да ги штити интересите на локалната популација и да обезбеди праведни договори за учесниците. Основна должност на етичкиот комитет е проценка на ризикот, односно уверување за минималниот ризик за учесникот во студијата во однос на бенефитот. Внимателната проценка на соодносот помеѓу ризикот и бенефитот е главна одговорност на етичкиот комитет, кој што дава конечно одобрување за спроведување на секој предлог на истражување, имајќи ги во предвид основните принципи на незлонамерност и благодетност. Проценката, добро, тоа го кажав, минималните самите ризици кои што произлегуваат од спроведување на одредена студија се различни, може да се минливи или пак минорни и да не повлекуваат позначени ризици во однос на рутинските процедури. Во тој случај, етичкиот комитет има право за брзано да спроведе разгледување на предлозите од истражувањето и да одобри негово спроведување, меѓутоа во случај на сериозни или онеспособувачки повреди, кои што независно дали се транзиторни, се повторуваат или се трајни, етичкиот комитет мора да ги предвиди дали ова истражување би довело до повеќе од минимален ризик и да го следи текот на истражувањето во сите негови фази.
Медицинско истражување кој што вклучува човекови субјекти, а кој што би довело до повеќе од минимален ризик од штетни последици за учесниците, може да се спроведува само доколку важноста на целта ги надминува предвидените ризици и оптоварување на лицето учесници во истражувањето. Само во случај на позитивен сооднос помеѓу ризикот и придобивките, студијата би се сметала за етичка. Во случај на текот на студијата да се појават ризици кои што ги надминуваат придобивките, лекарите мора моментално да ја сопрат студијата. Во однос на клиничките истражувања. Клиничкото истражување подразбира секоја научна студија која што се спроведува на човекови субјекти, нивни биолошки материјали, како и човекови биолошки податоци, а со цел да се подобри благосостојбата на човековата раса. Медицинските истражувања се спроведуваат најчесто во различни фази. Меѓутоа, на крајот, ултимативно секогаш водат кон спроведување на студии кои што вклучуваат човекови субјекти. Мора да бидат принцип на предмет на етички стандарди, почитување на етичките стандарди кои што ќе го промовираат и обезбедат почитувањето на човековите субјекти да го штитат нивното здравје. И додека примарната цел на медицинските истражувања е да генерираат нови знаења, оваа цел никогаш не може да има предност пред правата и интересите на лицата учесници во истражувањето. Истражувањето представува процес на кој што мора да бидат задоволени 7 основни принципи за остварување на етичко клиничко истражување, како што се општествена и клиничка вредност, научна валидност, рамноправна селекција на учесниците во студијата, позитивен однос на ризик-бенефит, независна оценка, улогата на етичките комитети, информирана согласност и почит према потенцијалните и заведени учесници во студијата. Општествената важност. Секоја истражувачка студија се дизајнира со цел да даде одговор на специфично прашање. Одговорот на ова конкретно прашање ќе има особено општествено значење, а секако пред се за одредената категорија на пациенти сегашни и летни, кои што се засегнати од дадена болест или за која што се однесува студијата. Одговорот на истражувачкото прашање треба да допринесе кон севкупното научно разбирање за дадената проблематика. И само во случај на добивање на корисни сознанија, било да се позитивни или негативни, изложувањето на хумани субјекти на можен ризик би било оправдано. Научната валидност на трудот мора да одговара на општо прифатените научни принципи, да се заснива на темелни знаења од научната литература и други релевантни извори на информации. Секоја експериментална процедура мора да биде опишана во јасен протокол. Истражувачкиот протокол мора да содржи изјава за придржување кон етичките норми, а истражувачкиот протокол мора да биде поднесен на разгледување, коментари, упатства и одобрување до етичкиот комитет пред да се започнат со истражувањето. И истражувањето мора да се спроведува под надзор на научно квалификувано лице, односно компетентен медицински персонал. Важна ставка во сите фази на истражувањето од поднесување пат до реализација е документирање на сите постапки. Концептот на ризик, повторно ќе се навратам во истражувањето во кое што се вклучени луѓето. Ризикот е централен принцип на организирање и филтер низ сите протоколи низ кои што истражувањето мора да помине. Во случај да истражувањето е оценето од етичката комисија со поголем ризик за потенцијалните учесници во истражувањето, се очекува да во предлозите бидат вклучени поголеми и посеопфатни заштитни мерки дизајнирани да ја намалат можноста за штетните ефекти од истражувањето. И секако информираната согласност е најважна одредба при дефинирање на етичките норми во спроведување на медицинските истражувања, каде што се вклучени хуманите субјекти. Должност и одговорност за обезбедување на доброволната согласност за учество експлицитно се однесува на истражувачот,
Лицето кој го инициира истражувањето спроведува или менаџира. Од оваа должност истражувачот не може да биде ослободен. Добивањето на информирана согласност представува процес, а не настан. Овој процес значи континуирана информираност на можните учесници во процесот на добивање на согласност, кој што процес мора да биде документиран. Согласноста од учесниците мора да биде дадена и при употреба на биолошки материјали или податоци. Валидна информирана согласност се добива како во случај ако се позитивно одговори на трите основни прашања. Дали пациентот има капацитет да дава согласност, имајќи ја во предвид возраста, зрелоста, моменталната ментална состојба, дали согласноста ја дава доброволно, без надворешни притисоци, и дали пациентот му се дадени достаточни информации за студијата на јазик кој што е прифатлив и разбирлив од испитаникот. Информациите кои што треба на испитаникот да му бидат дадени се повеќе, меѓу кои името на истражувачот, финансиерот на истражувањето, цел на истражувањето, бенефитите евентуално кои што би биле као придобивки на спроведеното истражување од една страна, меѓутоа и можните ризици, како и обврската на истражувачот за компензација во случај на несакан исход. Гаранција за доверливост, волонтерски пристап кон учеството, значи да има можност да во секоја фаза од истражувањето се облача, без при тоа да има реперкусии врз односот на лекар-пациент. И лице за контакт како можност за постување на дополнителни прашања или барање на информации од страна на можниот учесник. Етичките норми исто така налагаат да процесот на добивање на согласност биде евидентиран и соодветно документиран. Ова накратко, значи веќе ги кажавме сите чекорите кои што се спроведуваат при спроведување на медицинско истражување и објавување, како што е најпрво дизајнот, план на истражување, се прави план, дизајн и протокол, по спроведените анализи, статистичка обработка и секако резултати и нивна дисеминација на крај од студијата. Критериумите за по спроведување на студијата секако е после обезбедување на критериумите за прифаќање, како што се бенефит, праведност и почит во студијата. Накратко, јас би се задржала кон публикувањето на резултатите од медицинските истражувања, тема која што професор Донев и професор Трајковски ќе образложат во многу поголем и по обем и дека кон етичките принципи за самото публикување на истражувачките резултати подложат на Хелсиншката декларација, таа наведува дека истражувачите се одговорни за целосноста и точноста на нивните извештаи, односно публикувани трудови. При формирањето на научните трудови мора да се следат меѓународно прифатените правила за етичко објавување. Обврските од правилното објавување на резултатите од една научна студија се поврзани со интегритетот на истражувачот како поединец, меѓутоа и со надворешните настоки да резултатите од научно-истражувачката студија мора да бидат објавени и тоа на начин што ќе бидат општо достапни и применливи. Несоодветно објавени резултати неминовно водат кон неможност за имплементација и неможност за користење на прикажаните резултати, како и неможност за користење на добробитот од постигнатите резултати од истражувањето за пациентите и популацијата. Секако публикувањето базира на во најголем дел на доверба и принципите на добра публицистичка пракса. Етички принципи кои што се однесуваат до авторите, на што треба да се размислува при поднесувањето на научниот ред, откако ќе се дефинира трудот согласно ИМРАД структурата на научниот труд, тоа професор Донев го објаснува.
Мора да се води сметка за авторството, дали во научниот труд се вклучени сите истражувачи кои што допринеле на свој начин ко реализација на истражувањето во област на критериумите. Дали благодарноста е соодветна, да има договор помеѓу коавторите за списанието во кој што трудот би се поднал, како информација до сите за поднесување на научниот труд. Неопходно избегнување на плагиаризам, односно равномерна распределба на цитирани трудови и писмена согласност за репродукција, ако има во трудот репродукција на фигури или табели. Во случај на статистичка обработка на податоците од страна на друго лице, неопходно е истото да биде изразено преку во благодарноста. Пријавување на финансиски интерес во текот на студијата, како и неопходност од точен опис на користените методи, со цел истите да може да бидат повторувани. И на крај, исто така, етички принципи за сите автори поднесување на научниот труд само до едно списание во исто време. На тој начин би се избегнало дупло рецензирање, едитирање на научниот труд, меѓутоа ќе се избегне зголемување, односно лажно зголемување на бројот на трудови објавени од областа, како и бројот на тестирани пациенти. А со тоа и резултатите би биле погрешни. Благодарам на вниманието.